овој твој коментар е легитимен, меѓутоа не мора да идат, бидејќи Lidl го има контактот во Македонија. Веќе се влезени по коруптивна линија во Куманово, тоа сите го знаеме. Секој го знае од власта нивниот телефон, сите ги имаат контактите. Нема потреба средба у Минхен. Според мене средбата у Минхен е трапаво, аљкаво соопштение за да представи преподобниот дека нешто работи таму. Затоа што во време кога Пленковиќ се сретнува со Марко Рубио, овој се сретнува со Lidl. Со што претпоставам дека они одат на варијанта дека ние не можеме да споиме 2 и 2 дека се 4, дека не гледаме хрватски вести, дека немаме појма што се случува надвор од границите на Македонија, дека е он премиер на проста маса која што може да ја манипулира со неговите Алфа, Канал 5, Сител и слични, дека со контролираните информации преку социјални мрежи и веб-сајтови кои што се нивни ќе го испере мозокот и дека луѓето стварно утре ќе мислат дека е многу голема работа што се сретнал со Lidl. Епа, newsflash, уопште не е голема работа. Не е нов контакт, не е соодветен контакт на таков самит и не е воопшто активизам некој нов кој што е значаен, да речеме некој, не знам, Walmart го сретнале. Нема Walmart у Македонија, па еве немало како, таму се споиле. Дошле они Walmart или Target или не знам кои се амерички големи компании, дошле со Марко Рубио и искористиле на маргините да се сретнат. Они со Lidl се среќаваат секој ден под маса. Lidl се определи за варијанта да купува сомнителни узделки, да купува земјиште што е стекнато со сомнителни трансакции. Ако го знам ја, ако го знаете вие тоа, го знае и Lidl тоа. Се они се сретнале у Минхен. Па имам предлог за премиерот. 100% ќе му се допадне. Да се сретне со Lidl на Хавај. Или со Kaufman да се сретне у Хонг Конг. Или па може да пример со Левис да се сретнат у Нов Зеланд. Така ќе спојат убавато со корисно, а ние ќе мислиме дека стварно нешто работат. Господе Боже, у каква дупка сме пропаднати ние? Во ред, Злате, ја немам против на твојата аргументација, меѓутоа го задржувам правото на мојата аргументација.